Ердоган и се закани на Сирија. Според изјавите на турскиот премиер, следниот чекор на турската армија ќе биде влезот на сириска територија. Причина за таа одлука секако дека не е желбата на Турција да помогне за соборувањето на Асад, туку отпор против курдските сепаратисти. Не е политички издржано да ги кажуваш јавно своите цели и токму поради таа причина се потребни будали, како Курдската работничка партија или ред други детергенти за миење на раце од истиот формат. Според Ердоган, официјалната власт во Сирија ги стимулира курдските бунтовници да вршат бомбашки напади на турска територија. Тоа според новата турска реторика не треба да се толерира, туку треба да се ликвидира. Логиката на политиката е таква: едни ги толерираш затоа што ти одговараат, а други ги ликвидираш затоа што не се впишуваат доволно добро во твојата замисла за свет, полн со мир, ред, љубов и дисциплина. Курдската работничка партија по се изгледа ќе му ја изеде главата на Асад, а да не заборавиме дека Турција веќе истакна дека за неа припадниците на Курдската работничка партија се легитимна цел за вежбање на стрелачки вештини, без разлика на тоа во која држава се наоѓа кампот на партијата. Тоа автоматски значи дека утре откако турската армија ќе навлезе на сириска територија, без никаков проблем ќе може да удри на редовната сириска армија, бидејќи ќе ја смета за легитимна мета, поради наводно блиските контакти што таа ги поседува со Курдската работничка партија. Ето, јас го викам политика на високо ниво. Ниво што ние обичните граѓани не можеме да го разбереме или пак не сакаме да се оптеретуваме со него. За нас обичните смртници, корпорациите ги измислиле добрата со далеку полош квалитет од истите во белиот свет или поточно западниот дел на стариот континент. За оваа проблематика пишуваше и белгискиот весник Либар Белжик, повикувајќи се на резултатите од едно истражување на Словачката агенција на потрошувачите. Весникот посочува дека доколку жителите на државите од Западна Европа купат светски познат пијалок во Унгарија или Романија, ќе бидат изненадени, бидејќи вкусот е различен од оној на кој се навикнати во своите земји. До ваквите сознанија е дојдено врз основа на испитување на квалитетот на прехранбените продукти пијалоци во Германија, Австрија, Чешка, Полска, Словачка, Унгарија, Романија и во Бугарија, со кои биле опфатени марки на познати светски производители на храна и на пијалоци. Европските експерти тврдат дека производителите немаат никаква обврска да продаваат стоки со ист квалитет во сите држави на Европската унија. Ниту жителите на источноевропските земји не се подготвени да плаќаат повеќе за определени марки, па затоа се задоволуваат со понизок квалитет. Работава е повеќе од јасна. Добиваш толку зурли и тапани колку што можеш да си платиш. Се знае каков е животниот стандард на источноевропејците во споредба на тој со луѓето од Западна Европа. Но тука треба да повлечеме дека и во Западна Европа постојат продавници со ефтина роба за клошарите. Муштерии во тие продавници повторно се луѓе дојдени од најзабаталените делови на Европа за да спечелат некој евро. Како и да го погледнеш, повторно работата со понизок квалитет ја купуваат луѓе од Источна Европа, Азија и Африка. Сепак треба да се подвлече дека географскиот момент не мора да значи ништо. Се сведува на тоа колку тежиш финансиски и колку си подготвен да потрошиш. Ако сакаш да живееш како браќата на Запад, ќе треба да си го платиш тоа задоволство, а за се останато, како што веќе спомнав, ја има ефтината роба и нејзиниот негарантиран квалитет. Полн фрижидер и стампедо пред тоалет. Ете, тоа веќе нема цена. На ќар се дури и медицинските работници. Грците продолжуваат да изненадуваат со својата инвентивност во борбата со стресот. Се собираат неколку илјади луѓе и наместо да сработат нешто паметно, ги извезат едно сиртаки онака за Гинис. Нема вабаво кај нашиот јужен сосед. Во Шпанија почнаа на дечињата во школо да им ја наплаќаат јужинката од дома, а грците орос играат, мува не ги лази, кичма не ги здоболува. Кој е како нив? Дури американците почнаа да се секираат на тема да не даде Господ Грција да ја исфрлат од еврозоната. Исповрзани се сите како свински црева, но тоа секако се минорни проблеми во споредба со тоа кој ќе се нафати на таа немаштија да игра оро и да крши рекорди. Одамна од нашиот народ е утврдено дека гладната мечка оро не игра, ама по се изгледа гладниот грк на оро го тера. Или кај нас нешто не штима, или грците не се толку гладни како што се кажуваат.
Си велам дека грците претеруваат со жалопојките на тема задолженост. Сепак, на луѓе што им е тесно околу вратот и им е празен фрижидерот, тешко дека ќе им текне да играат оро, па макар истото да ги направи светски рекордери. За да биде иронијата уште поголема, додека грците се собираат за сиртаки орото, во Австрија, владата минатата недела упати писмено предупредување до Виенската опера во кое се бара заштеда од 10 милиони евра. Во минатата година таа оперска куќа заработи рекордни 31,3 милиони евра. Управата на операта негодува и најави зголемување на цената на билетите. Испадна дека граѓаните на Виена сакаат да уживаат во музиката, ќе треба да тркнат до Грција и тие да се фатат на орото. Ем ќе се раздвижат, ем поевтино ќе ги фати. Иранскиот ајатолах Али Хамнеј истакна дека населението на Иран треба да се зголеми до астрономската бројка од 200 милиони иранци. Досега од почетокот на исламската револуција на ајатолохатот Хомеини во Иран имаше строга контрола во врска со наталитетот и Исламската република финансираше програми за покачување на степенот на образование кај населението и ги стимулираше програмите за семејно планирање. Денес работите се менуваат. На сцена стапуваат субвенциите за семејства со повеќе деца и раното стапување во брак. Не е важно колку деца ќе се направат, важно е истите да се живи и здрави. Подгответе се, брано доаѓа.